И на радост на сите нас, како што најавив на почетокот на денешното дружење, говориме за книгата. Имаме минути во кои говориме за убави нешта, за големи нешта. Тазе, веднаш после промоцијата на стихозбирката Огнен пој, наш гостин ова утро ни е Перица Сарџовски, познат македонски поет, македонски трубадур, хроничар на своето време и човек чија поезија е многу повеќе од уживање за сите сетила. Перица, добро утро. Добро утро. Честитки. Благодарам. Во раце се уште мириса на печат, ја имам најновата збирка, за жал на вистина не бев можност од еден аспект да присуствувам вчера вечер на промоцијата, но верувам дека ти овде ќе ни ги пренесеш сите импресии од она што вчера се случуваше. И кај мене се уште се тази импресиите. Ама еве можам да кажам дека вчера имавме една прекрасна дружба, прекрасна вечер. Настанот промоцијата на Огнен пој се одржа во библиотеката Браќа Миладиновци, од градската библиотека Браќа Миладиновци. Па настанот беше исполнет дел со музика. Морам да спомнам музиката затоа што и покрај тоа што сум поет и писател, во мене има и музичар, кавалџија пред се. А баш ка си професор по англиски, по англиски јазик. Секоја чест, навистина, секоја чест. Ова беше настан кој што, да речеме, ги сплоти сите овие аспекти на мене како личност, а и сите пријатели кои што пред се го поддржа овој проект и вчера беа тука, заедно славевме, заедно се веселевме. Секоја чест, професори, и добре дојде во друштвото на се што лози. Македонија е позната почва на се што лози, луѓе кои сватиле дека на вистина не им е доволно да функционираат само на едно место, само на една средина и сакаат својата креација, својот дух и својата енергија да ја распрснат на повеќе полиња и тоа можно успешно. Ете и ти си еден од таквите. На почеток ќе кажам дека на тројца кои што ќе бидете најупорни, најспретни, можеби најсреќни ова утро, доделуваме по една стихозбирка, најновата, значи 3 примероци имаме, Перица, за подарување, така, нели? Вие сите кои што сакате да читате поезија, сите кои што го сакате убавиот македонски збор, ќе имате можност да си добиете на подарок, подпишана лично од авторот. Еве, самата промоција, односно самото раѓање на оваа стихозбирка има една интересна приказна која за тебе беше неверојатна, но сепак успеа да ја реализираш со без потешкоти. Ајде да ја раскажеме во кратки црти кои се луѓето можеби кои ти ја дадоа поддршката, а ти беше неопходна. Па вака, ова е дело сепак кој што кај мене го сублимира цел мој, да речеме, творечки опус во последните 15 на години. Откако прв пат издадов поема Карпа жива 2005 година, а потоа 2006 и роман Патепис Цветниот пат. И после тоа некако се случи кај мене, да речеме, книжевно не толку продуктивен период во смисла на издаваштво, но започна еден друг процес на настапи, перформанси низ цела Македонија со една дружина која што ние нарекуваме Поетри Слем Македонија или Маседонија. Поетри Слем е еден, да речеме, нов жанр во поезијата, каде што самите поети се предизвикани да излезат на сцена и да ја представат својата поезија на еден интересен перформативен начин, клубски тип на перформанс, а од публиката се бираат луѓе кои што гласаат, да речеме, со поени, ја оценуваат поезијата, се со цел да се внесе малку публиката, да има интеракција помеѓу поезијата и публиката. Така што едно 10 година настапував со една ваква група на поети, тука би ја спомнал Елена Пренџова, кој што всушност е и рецензент на ова стихозбирка, Игор Трпчевски од Прилеп, кој што исто така е активен поет и покрај што работи како драмски уметник. Ние некако успевме овие 10 години да ја донесеме поезијата, верувам дека успевме, до самата публика на еден многу жив начин и вклучивме многу млади луѓе во овој тип на поезија. Така што подоцна се случи да токму таа една понова генерација, да речеме, ме мотивираше на еден начин да ги сублимирам сите овие работи и да ги издадам како една збирка. Кога самата збирка беше веќе подготвена, аплицирав и при Министерството за култура, за грант. Не успеав да добиам средства од X причини, што и да е, но без разлика на сето тоа, поддршката која што ме дадат токму моите колеги, пријатели, поети, поетеси, писатели, луѓе со кои што со години сум соработувал на промоција на македонската книжевна реч или поетска речеве конкретно, беше нешто што не може да го одбијам и самиот веќе со
своји финансии, но со огромна поддршка, и тука веќе морам да ги спомнам Јулијана Величковска и Јован Димовски од ПНВ публикации, издавачката куќа кој што е мој издавач, кои што несебично се вложија да ми помогнат да излезе оваа стихозбирка на Виделина. Исто тука би ги спомнал и Снежана Стојчевска и Александра Јурковска, кои што ми помогнаа со тоа што го возможија просторот на библиотеката за еден ваков настан како што беше вчерашниот. И секако би ги спомнал Андреј Аласади, Гораст Китановски Кени, кои што се помлади поети од помладата генерација, кои што несебично и со голема желба се понудија да бидат читачи на поезијата, да интерпретираат поезијата, што е поместена во стихозбирката. А на крајот не би можел да ги изоставам и мојата трубадурска дружина, а тоа е вокално-инструменталниот состав Тркалезна маса, еден вид на спонтан бенд со кој што веќе неколку години соработувам. Спонтаните се најинтересни, да. Поздрав. И така и настана овој бенд што реално гледаме и фотографии, погледнавме од... Да, тука би ги спомнав Васко Марковски, Дејан Скартов, Владко Мартиновски, Ана Голешка, Джикова, Ѓорѓе Јовановиќ. Има и други луѓе кои што се во овој бенд. Поздрав до целата екипа. Да, еве гледаме малку инсерти, малку фотографии, малку дел од сите тие дружби трубадурски и незадолжителни, неформални, кои што навистина оставаат силно сеќавање во нас, кога знаеме со каква љубов и едноставност си се нашол во некоја средина без премногу натегање. Од речија ни јавуваа дека имаме ние гледач, за да не чека предолго, јас би ги прекинала малку фотографиите, па подоцна ќе си продолжиме пак со инсертирањето, да му дадеме збор на гледачот кој што не чека на линија. Добро утро! Добро утро и на вас. Благодарам. Ме поздравувам. Го поздравувам гостинот во студиото. Го љубам македонскиот пишан збор. Имам пишано материјал доволно, но за моја несреќа никако да излези на Виделина. Ако е пишано, ќе излези. Само треба малку ние да сме посигурни дека сакаме тоа вистински да го реализираме, нели Перица? Така е, така е. Еве јас би го охрабрил. Добро, тоа е навистина така, а сепак сум учествувала на многу конкурси, имав освојувано многу награди, али мојата состојба не е да не можам спонзори да најдам и така да си меруват материјалот. Да, финансиите се малку некогаш камен на патот кој што не спречува, но ако Бог даде, може би еден ден и сето тоа ќе се реализира. Така. Сепак ние вие подаруваме првиот примерок од третото дело на Перица. Било кој во ваше име во следните 2 недели може да ја подигне од пултот во Алфа телевизија секој работен ден, па и за време на викендите имаме тука дежурни наши колеги. Ве поздравувам, оставете ги вашите податоци во режија и многу среќа посакувам во се што направите. Па пишувајте, бидејќи пишувањето на вистина е нешто што исцелува, нешто што ни е прекрасно друштво и дружењето со убавиот македонски збор никогаш не е на одмет, така да секогаш се исплати да бидете во друштво на пишувањето. Ете, првиот гледач го вклучивме и поздравивме. Дали имаме следен гледач режија? Не имаме во овој момент, но како е да имаме уште 2 збирки за подарување и уште разговор. Јас накратко ја прочитав рецензијата на колешката Елена Пренџова, моја поранешна колешка, а и колешка по убавиот збор. Јас сите луѓе кои што полагаат и пишуваат, многу ги почитувам, не дека останатите кои не пишуваат не ги почитувам, туку едноставно ги чувствувам многу поблиски од останатите, вклучително еве и тебе, покрај тоа што сме и колеги, ти си просветен работник. Пред да продолжиме пак за рецензијата, само да те кажам во какви сеќавања ти го имаш 10 јуни од твоето детство, бидејќи ние сме едни други генерации, растевме без дигитализација, растевме без интернет и верувам дека 10 јуни во нашето време беше поинаков од овој денеска. Да, беше радост, беше игра, ели? Едва чекавме да дојде летото, да се завршат, нели, да се заврши со училиштето. Јас живеем во Сокаче, така слепа уличка, што
беше некако наш дом, беше наше царство на игрите, беше наше катче каде што растевме, игравме, секој ќошев го познававме, криенка, жмуртопка, не знам, девојчињата играат ластик и тоа беше едно живо... Ластик беше играта на моето време, игравме до изнемоштеност. Така. До навечер мислам дека едва не прибирае дома. Да. Ќе мораше се намачка некој лепче со така убав маслац, тогаш се јадеше и такво нешто бабите ни правеа. И ако на таков начин те намама да се прибереш, да, јас на вистина носталгично се навраќам на овие игри кои што сега ти ги каже и жилна сум да погледнам во некој училишен двор да се играат повторно игри од некое време, но еве се прават обиди, пред 2 седмици се направи еден голем проект кој што го направија моите пријатели од Полифонија, направија воскреснување на тие стари игри, многу деца одново во време ги прифатија со радост и верувам дека има шанси да им ги вратиме старите игри на децата и барем малку да ги оттргнеме од интернетот и од паметната технологија. Елена во рецензијата на кратко ќе рече дека оваа збирка изобилува со рими и созвучија. Има и акростих изграден во внатрешноста на стиховите, иако формата на песните најчесто е слободна. Сарджовски умее да гради и строфи најчесто во облик на строфите од македонската народна поезија, а стиховите се нанижани логички и структурно и се со должина на здив. Како што рековме, трубадурска ја нарекува твојата поезија, која што верувам дека дава една силна порака и една енергија која не те остава туку така лесно да престанеш да читаш, ке прочиташ една-две, па потоа имаш потреба уште. Колку кај нас поезијата се чита од публиката и колку, да речеме, луѓето првично кога ќе им кажеш дека нешто правиш, те прашуваат дали се работи за проза или се работи за поезија? Па, генерално ве можам да кажам и позитивно сум изненаден што има публика. Македонија има публика која што не е само публика која што да речеме го почитува пишаниот збор од причина што си дел од таа заедница или што луѓето те познаваат на ваков или на таков начин. Има луѓе кои што навистина длабоко уживаат во поезијата. И за мала нација, како што сме ние, сепак се голема бројка. Не сме така лоши, Не сме така лоши. Проза или поезија, има луѓе што си сакаат и ги сакаат и двата жанри, без разлика пишани зборим значи. А мене тоа што ме изненадува е тоа што и претходно го спомнав во однос на Poetry Slam Македонија. Мене ме изненади колку по малите места низ Македонија има желба и љубов за вакви настани, за културни настани. Убаво што го спомна и минатото, порано имавме некако дисперзирана култура. Имаше секој град активности, голем број на активности. Денес некако тој дел недостасува и мислам дека она што еве конкретно Јулијана Величковска го прави заедно со Јован Димовски со ПНВ публикации, еден настан добри гости на кој што и јас бев дел, јас сум од Тетово инаку. Добри гости е проект, така спонтан проект каде што се оди од град до град, се наоѓаат луѓе, да речеме, кои што се книжени дејци, поети, уметници од секој тип и се промовираат, затоа што гости им доаѓаат од другите градови, а они самите се домаќини и на некој начин имаме поетско дружење, имаме поетско читање, да се малку афирмира поезија. Колку убаво кога на едно место ќе се најдат луѓе кои што си ги знаат своите бубачки, така нели? Јас тоа велам. Дај Боже Господ секогаш да ме соединува така со луѓе со слични бубачки како моите, па да можеме да си се разбираме со малку зборови. Инаку, како што реков, комплетно слободна е твојата поезија, па јас еве вака слободно ќе интерпретирам една песна од стихозбирката која е наречена Точкиче. На бел лист точкиче, во точката јамиче, зад јамата вртложе, во вртлогот атомче, на атомот вселенско бродче, јава на електронче, ту го има, ту го нема, ту е тука, ту е таму, ту си ти, ту сум јас, да се чудиш на сет глас. Прекрасно. Кратко, сладко и оригинално. Има ли граница, има ли правила во кои треба, рамка во која треба да се движиме кога пишуваме поезија, па макар била и слободна, бидејќи јас не сум човек кој издал нешто. Јас пишувам, но никогаш не сум го ставила тоа како траен документ поезијата, иако останала за некој мој, не знам кога, не знам каде и дали воопшто ќе ја издадам некојаш поезијата. Јас пишувам проза, меѓутоа како поезија никогаш не сум се обидела да ги следам овие ваши трендови кои што вие и те како добро ги чекорите. Па да, формата е
да речеме, за мене е битна. И содржината е исто така битна. Процесот на креирање на поезија е ист како било која уметност, било која креација воопшто. Спонтаност е многу битна. Моментот кога се доживува нештото исто така многу значен, кога навираат зборовите, но како се тој ќе се срочи во конкретна структура е исто така значаен. Јас сум англицист, доаѓам од факултетот, имам студирано и завршен на факултетот, филолошкиот факултет, одсек англиски јазик и книжевност и еве тука би го спомнал мојот драг, сега покоен професор Драги Михајловски, кој што уште тогаш во тие студентски денови ми посочи, а јас му понудив своја поезија, чисто да ја прегледа, да види, да ми даде свое мислење, ми посочи дека убаво е да кажеш се што ти лежи на срце, но биди економичен во зборот. Тој шекспировски пристап, значи да се внимава, кажи го ти сето тоа што имаш да го кажеш, Ама штеди пушти го малце на срцето, зборови. ама биди така малку строг кон себе, за да ја дадеш вистинската структура, за да го има вистинското влијание. Тоа англичаните штедат тие и на зборови, Тие се ние штедачи, македонците да. знаеш Ние сме како сме даваджи. срце широко пушти душата, нека Така, течат така. зборови. И веројатно тука е комбинацијата во огнен Како пој. англицист пишуваш ли поезија на англиски? Пишувам и преведувам исто поезија. Посебно драго ми е она што го работев пред 2014, мислам дека беше тој проект, кога се преведуваја многу дела од македонски автори на англиски, а мене ете така ми се даде можност да го преведувам Аца Шопов на англиски. И тоа е за мене големо достигнување, мислам дека тука научив Голем многу работи, предизвик, да. голем предизвик. Јас се го викам Чикацо, се зближив со човекот некако и покрај тоа што него знам. Веќе сте на ти, Веќе сме на ти, значи многу длабоко го доживеав и мислам дека таа поезија не успеав доволно да ја изафирмирам, така некако се случаја некои работи потоа, но имам план. Исто така работам покрај сето друго со визуелни уметности, значи ме интересира филмот, видеото и така натака, што мене ме тера да го спојам со поезијата на некој начин. Така што еве и покрај тоа што би сакал да работам тоа со моја поезија, јас би сакал да подготвам и видео рецитали посветени на Ацо Шопов на англиски јазик и да се постават еве на YouTube канал да речем и да бидат токму таа поезија, неговата поезија достапна за цел свет. Перица, посакувам инспирацијата никогаш да не секне, никогаш да не запре, да нема камен на патот, да биде на вистина и понатаму вака да има убав развојен тек. Ни јавува дека имаме уште еден гледач, да подариме уште една стихозбирка, затоа да го поздравиме и вториот гледач ова утро. Добро утро. Добро утро. Повелете, кој ни се јавува? Методи Стоимено од Истибања, Источна Македонија. Драго. Овака јас пишувам поезија. Ќе цитирам едно само. Западнатите херои смрт не постои. Бесмртна е нивната пролетна крв. Запиша негде партизанот и помитата поет. За слободата херојот умира прв. Така. Чуте? Да, одлично, браво. Прекрасно. И друга една да ви кажам. Јас сум по професија електричар. Електротехника, ипаки на не ме утепадар, не те мача. Овака, во работе во една фирма овде во Виница, ја затворија дека работам, се растура. И напишав една песна. Штепај ми, штепај, штепарице, ти ми штепаш, јас те гледам од тебе очи, настана не прнат. Грајферите се полни, конец има, пази некоја грешка да не има. Оти очи и настрана гледат. Шефом мине грешки број, ама воите не си ги гледат. Директорот на шефот вика, оди шефе, грешки да броиш, работнико да го казал. И на крајот напиша, леле, што е ово чуда експлоатација, да за грешките работникот плаќа, а директорот за авион се плаќа. Леле, браво. Натал не видам, да, го сум, топ. Секоја чест. Ова беше Кочо Рацин стилот. Да. Ова беше брав, социјална поезија. И благодариме што ни го дополнивте вака нашето поетско расположение ова утро. Втората стихозбирка оди за вас. Верувам дека колегите во режија оставија податоци. Следните 2 недели можете и вие или било кој во ваше име да си ја подигне стихозбирката. Перица, многу ми е драго што првото утринско кафе го испив токму со тебе. Што проговоривме за убавиот македонски поетски збор. Честитки уште многу да се нижат дела кои ќе бидат поддржани од твојата тајфа, од твојата екипа, од луѓето кои што знаат што создаваш низ годиниве и одмори малку ова лето време, така? Да, еве оди распустот.
Јас сум, еве само уште ова да го кажам, имам училиште за англиски јазик, Пегасус СЛС, ние привршуваме со училиштата година. Го работам заедно со сестра ми, Габриела Саџовска-Симовски, кој што е голема поддршка моја, моите родители, мајка ми 10, татко ми Душко, морам да ги спомнам, моите внучиња Масимо и Матео и зет ми Зоки, кои што се мојата сила. Тие се првиот тим, првиот круг, па после се ова другото. Браво. Со нив летово ќе се одмориме малку. Неуморен да уживате, да се одморите на вистина заслужено.